Добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Според вообичаениот ред на нештата, на почеток сумирано за темите што ги третираме вечерва. Кој е оџата од Скопје чие обраќање до верниците стана вирално на интернет? Jam duke folë si prind, jam duke folë si qytetar, që më dhem humbja e Hebibit, më dhem humbja e Almirit dhe shumë vënja dhe shumë frosina tjera. Ato janë bijat tona. Кој утврдува дали државниот обвинител сторил тешка дисциплинска повреда и може ли власта да го разреши без согласност од Советот на јавни обвинители? Прашање за $1.000.000. Во очекување на црвено-жолтите таблички за службените возила, ги прашавме граѓаните дали ќе пријават ако забележат злоупотреба. Да, јас сум од тие што пријавувам. Сигурно би пријавил. Што да пријавам? Дека некој го злоупотребил, ја треба да пријавам. Секогаш би пријавил. Лицата со попречености и изборите ги нема во рекламите и во политичкиот наратив, а кога ги има? Вообичаено за овие лица зборуваат некои трети лица. Од денеска е на сила одлуката на владата за скалесто ограничување на бруто профитната маржа на 102 групи производи, откако и официјалната статистика утврди значаен раст на цените на храната. Од владата соопштија дека анализата на Државниот пазарен инспекторат покажала оти трговците на мало пресметувале маржа и до 25%, а оние на големо и до 50% за одредени производи. Токму за ова го прашуваме председателот на новоформираната Стопанска комора на трговци, од каде инаку изразуваат незадоволство од владината одлука. Анализата, например, на Државниот пазарен инспекторат, која споменува и заменик министерот за економија на пресконференцијата, покажала дека трговците пресметуваат бруто профитна маржа на основните прехранбени производи во висина вели од 20 до 25% за трговија на мало и од 20 до 50% на трговијата на големо. Ова сепак се големи маржи, како ги објаснувате? Види, тоа можеме да му објасниме и на државата и на народот. Значи, државата пак се врачаме, нека направи анализа на трошковите. По завршна сметка може да се види секоја компанија колку има профит. Ниедна компанија на прехранбени производи не може да имат профит повеќе од 1 до 10%. Се друго е трошок. Што значи? Ние бараме само државата нека прави анкета со инспекторијатот во пазарот, нека види колку се трошковите од трговците, од трошковите нека не градуваат само 5% имаме маржа, ништо повеќе. По тоа не можеме да одредиме дека не одиме со големи маржи. Само во тоа ќе го вериме и државата и народот. Не може државата да викат ти ќе работиш со 5% и 10%. Кај се трошковите? Значи, ние треба во конкретни случаи да работиме со минус. Значи, би го помогнале и владата и народот, ама нема да работиме со чар, ама нема да работиме со минус. Разговорот со Љавдрим Гега, председател на Стопанската комора на трговци на големо и мало претежно со прехранбени и непрехранбени производи пијалоци и тутун, ќе го видите подоцна во емисијата. Снимката од обраќањето на оџата од Исабеговата џамија од Скопје од последната петочна молитва, која беше често споделувана на интернет изминатите денови и стигна до неколку стотици илјади прегледи, беше причина да прашаме кој е оџата и што го мотивирало да ги изговори силните зборови. Го посети Хекура на Кифи. Автомобилите изрешетени од Куршуми утрото на 11 февруари беа сведоци дека претходната вечер во Скопски Чаир се случи уште една пукотница. Personi i cili ndroi jetë si pasojë plagëve të marra nga të shtënat ishte 35 vjeçari Hebib Bunjaku nga Shkupi. Осем починат, имаше уште еден повреден, но беа загрозени животите и на многу други. Зависно од изворот, во престрелката која почнала поради недоразбирање во сообраќајот, биле испукани меѓу 100 и 200 куршуми. Нема посилен од крикот на семејството кое загубило свој член. Но по ова убиство гласно се слушна крикот и на друг човек. Оџата на џамијата Исабек Муарем Исмаили. Përdit çdo javë, patjetër me vrat dika. Kur ta vetesh emrin Hasan, këtë javë na shkoi Hebibi, i dashur, atë javë na shkoi ai, atë javë na shkoi ky, deri kur na kështu do bëjna.
Видеото од обраќањето на Муарим Исмаили по последната петочна молитва стана вирално. Свештеникот, кој на моменти не може да ги задржи солзите за негативните трендови во општеството, го споделија илјадници, а го изгледаа стотици илјади. Сето тоа беше причина да го побараме во неговата матична Исабек џамија. Муарим Исмаили е роден во Скопје, каде завршил основно и средно образование. Студирал во Медина, во Обединетите Арапски Емирати. Во џамијата Исабек е вработен од пред 13 години. Në këtë xhami e kam shërbimin e parë që e kam filluar, se pari herë jam angazhuar në këtë xhami, fillimisht si një shërbetor në muajin e bekuar të Ramazanit me një autorizim, ku për një kohë shumë të shkurt edhe kam marrë vendimin për imam dhe hatib dhe prej asaj dite deri më sot shërbej do të thotë në formë aktive në xhamin Isabek, e cila gjendet në Shkup. Оџата Исмаили вели дека зборовите од виралното видео се резултат на горчливата реалност што ја зафаќа земјава во последните неколку години. Mos me di çka me shku me ju thonë familjarëve çfarë ngushëllimi të vuja. Më vjen turp s'di çka t'u tham. S'u shkoj, s'di si shkoj, çfarë densi do moj. Çka t'ju tham? Како духовен водач сметал дека треба да ја пренесе неговата порака и загриженост што ја чувствува во срцето, прво како човек, a потоа како оџа. Unë ndjejta si obligim nga fakti që jam udhëheqës shpirtëror që t'i preki zemrat e qytetarëve, zemrat e njerëzve që ishin atë ditë në xhami prezent. Qëllimi nuk ka qenë fare që ajo video të bëhet virale apo ajo video që madje dhe të shpërndahet tek bashkëqytetarët tonë Maqedonas apo Magjor. Video e ka qenë thjesht me një nivel lokal, më mirë thonë, të xhamisë tonë, por ja që njerëzit që e kanë ndje qatë dhimbje që unë e kam ndje dhe e kanë ndje atë tension shoqëror në vetën e vetë dhe atë presion, e kanë pasë na kemi nevoj për një çlirim shpirtëror, momental, madje edhe intelektual, institucional, si cilin nga kanë dhe i vetë. Според Исмаили, случувањата во последните години во држава треба да се сватат сериозно. Но за разлика од вообичаените пораки, по вакви настани дека институциите носат своја вина, во виралното видео Исмаили прсот го впери кон луѓето. Nëse kina mrina mu falë, e me konë saftpar e në gjep me ardhë me kokainë në xhami, në anet jasë. Qaj që ka vra, atë krejtëve në ka vra. Krejtëve në krejtë vram jemi, po si në të marrë vesh, se jemi në vdekje klinike, që kjo është kur të të vdesë imani, nuk e ndin. I thu zoti, rahmete, po çka ki ma bet. Jam duke folë si prind, jam duke folë si qytetar, që më dhem humbja e Hebibit, më dhem humbja e Almirit, më dhem humbja e Vanjës, më dhem humbja e Frosinës, dhe shumë Vanja dhe shumë Frosina tjera. Ato janë bijat tona, ato janë komshit tonë, ato janë miqë tonë. Hebibi është komshiu ynë, është bashkëtetari ynë, dhe ai Hebib ka pas mundësi që të jetë Hebibi im. Dhe nëse na Hebibin nuk e shohim si një fëmi tonë, si një vlla tonë, si një kushëri tonë, e shohim vetëm si një bashkëtetar tonë, kjo është katastrofale. Kjo është një gjendje shumë e tmerrshme nëse arrin shoqëria jonë këtë. Nëse dikush nuk merret me çështjen e Vanjës sikur me qenë bija e vet. Na jemi në vdekje klinike. Na atëherë se kemi kuptu parimisht njerëzillokon, a pa qenë njeri, nuk mund të jesh as musliman, as krishter, as shqiptar, as maqedon. Петочното обраќање кое стана вирално, оџата Исмаили вели дека го почувствувал како обврска за да ја мобилизира свеста на заедницата. A dini be dë njerë me unë gjdorën be, a di be dë njerë mu bo se s'ki një, se s'ki më dëgju, a di be dë njerë me ashtu rrugën dikuj me afi komën shetonit, a di kuj kini be këto lafe, kuj janë be këto qëndrime. Мобилизациите од верските заедници, додава оџата од Исабек џамија, можат да го подобрат општеството. Unë mendoj se këtë dhimbje dhe këtë shqetësim e kanë gjithë klerikët fetar. Dhe se ata mundohen
secili nga kanë dhe vetë që të e përcjellin këtë mesazh dhe këtë shqetësim shoqëror kolektiv që është duke na kaplu. Unë mendoj se një iniciativë të një niveli pak më të lartë, më mirë thonë, ma qendror, do të ishte shumë i dobishëm për shoqërinë tonë dhe rezultatet do të ishin shumë më të mëdha dhe më të dobishme, por megjithatë unë mendoj se krahas atyre mesazheve na duhet edhe një mobilizim institucional e gjitha institucioneve tona. Unë e falenderoj Zotin që na në për gjitha institucionet tona, në gjitha instancët kemi njerëz të ndërgjegjshëm. Besoni që kemi njerëz të ndërgjegjshëm. Иако Македонија е секуларна држава, па световната казна и правда не се поврзани со Божјата, Оџата Исмаили има порака и до правосудството и луѓето што работат таму. Jo të lidh një përshtypje se bën çka të duash këtu, nëse ke para, nëse ke njoftësi, nëse ke pushtet, mbetesh i pandëshkuar. Gjë e cila pastaj i shtinë të mendojnë qytetarët e rëndomt që shejtani mallkuar t'ju bëjë atyre edhe cytje që t'u shkon mendja të marrin ligjin në duart e tyre. Dhe kjo është një gjendje katastrofale që mund t'i ndodhë vendit tonë që nuk shkon në të mirën e askujt. За крајот на нашата средба, слично како и во видеото што стана вирално, Исмаили ги остави зборовите за доброто како начин на живот и цел. Unë jam i bindur se në këtë vend ka njerëz shumë të mirë. Unë jam i bindur se këto qytetarë në këtë vend, shumica e njerëz të mirë, janë domaçina, janë esnafa, janë njerëz që punojnë për kafshatën e bukës me djers, me mund, me sakrificë, që ta bën me dije se këto janë njerëz që hanë ushqim halal dhe janë njerëz të mirë. Nuk guxojmë na gjithë këto njerëz të mirë, gjithë këtë shoqëri të mirë, të e flijojmë për një kategori shumë të vogël të njerëzve që kanë marrë një rrugë devijante. Владата отпочна и турка постапка за предвремено разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој беше избран на функцијата пред една година. При тоа дилемата е кој утврдува дали државниот обвинител сторил тешка дисциплинска повреда што е основа за разрешување и може ли власта да го разреши без согласност од Советот на јавни обвинители. По одговорите на овие прашања трага Александар Димитриевски во сторијата што следува. Темата тлееше долго и дојде момент да се разгори. Владата го задолжи Министерството за правда да превземе активности за поведување на постапка за разрешување на државниот јавен обвинител. Мислам дека имаше тој доволно време да покаже. За жал таа доверба не е оправда и сега владата отпочнува еден процес. Пораката дека Љупчо Коцевски треба да биде разрешен од тогаш ја засилуваат дел од другите власти и коалициски партнери. Edhe pse përkundër gjithë kësaj, domethënë ka vazhduar me shkelje ligjore të vazhdueshme të njëpasnjëshme dhe këtu domethënë u kriju një situatë që duhet veprojë dhe prandaj është edhe vendimi si sotshëm i qeverisë pra për ta filluar procedurën e shkartimit. Не станува збор за притисок кога барате да се почитуваат законите. За други пат станува збор за дежави. Прашањето за разрешувањето на државниот јавен обвинител не е некој прашање на определена волја, на определени структури на моќ, туку е пред се прашање кое што е строго законски регулирано. Мислам дека ова е насилничко разрешување на државниот јавен обвинител, се разбира дека ќе се спроведе, бидејќи што власта запнала тоа да го тера, немам сомнеш дека така и ќе заврши. Се кажа и се кажува толку многу. Јавноста е поларизирана, но се сведува на неколку клучни прашања. Ова е дел од Законот за јавното обвинителство. Во членот 88, став 2, се вели дека државниот јавен обвинител се разрешува предвреме од функцијата, доколку е член на политичка партија или пак доколку стори потешка дисциплинска повреда согласно членот 91, ставови од 1 до 6. Ставовите од 1 до 6 во членот 91 пропишуваат што значи тешка дисциплинска повреда од државен јавен обвинител. Ако стори потешка повреда на јавниот ред и мир,
ако одбие да поднесе изјава за имотната состојба, ако ги прекрши правилата за изземање, ако е правосилно осуден или санкциониран за кривично дело поради постапување во службата, ако неовластено издава класифицирани податоци и ако намерно и неоправдано направи крупна професионална грешка. Се тоа значи дека државата не би смеела пред време да го разреши државниот јавен обвинител, освен ако не се докаже дека е член на политичка партија, нешто што никој не го става под знак прашање во овој момент. Или пак не се докаже дека сторил тешка дисциплинска повреда. Прашањето за $1.000.000 во овој случај е: кој е органот кој што утврдува дека државниот јавен обвинител сторил тешка дисциплинска повреда? Го упативме на две адреси. Прво, кај иницијаторот на разрешувањето, владата. Бидејќи, веројатно сосема неслучајно, кога Министерството за правда го изготви мислењето за иницијативата за разрешување на Коцевски, од овој владин ресор издадоа соопштение во кое може да се препознаат дисциплинските повреди од Коцевски на кои алудира правда. Државниот јавен обвинител на Република Северна Македонија постапувал во предмети во кои согласно законските одредби постоеле околности кои предизвикуваат сомневање во неговата непристрасност, како и судирни интереси, а за кои околности тој требало да знае и требало да се изземе. Воедно во јавноста беа лиферувани и информации и податоци за предмети со што е повредена обврската за тајност во постапките. Кој треба да утврди дали ваквите наводи се точни? Во кој закон и член го пишува тоа? И кое тело носи таква одлука? Новие прашања од владата, наместо одговор добивме линк до завчерашната конференција за печат на портпаролката Марија Митева. Овде, почитувани, не станува збор само за перцепција на владата. Ова е констатирано од стручната јавност, констатирано е во извештаи кои имаат конкретни, мерливи и објективни показатели. Во оваа смисла, владата цени дека придонесот од јавниот обвинител за овие состојби е значителен. И во овој исечок, и во остатокот од настапот на Митева немаше директен одговор на нашите прашања. Па ги поставивме повторно. Не добивме нов одговор. Кој утврдува тешка дисциплинска повреда кај државен јавен обвинител? Слични прашања упативме до Советот на јавни обвинители. Тоа е телото кое, по закон, избира, разрешува и казнува јавни обвинители. Кој треба да утврди дека државниот обвинител сторил тешка дисциплинска повреда? Во кој закон и член е опишана таа постапка? Прашавме и не добивме одговор. Праша и колегите по завчерашната седница на Советот. Дали сте вие тие што ќе одлучувате дали е направена повреда, ваша е надлежноста според закон? Да го разгледаме прво предлогот, па после ќе видиме. И се движиме во рамки на предлог. И онака како што е пропишано во закон. Не, ништо не ми кажа. Благодарам. Следното клучно прашање повторно доаѓа од законот за јавното обвинителство. Почнувајќи од ставот 4 во членот 88 од законот за јавното обвинителство, е пропишана постапката за смената на државниот јавен обвинител, кога иницијатива за такво нешто ќе поднесе владата. Законодавецот пропишал предлогот за разрешување владата да го достави до Советот на јавни обвинители. Советот потоа има 15 дена од приемот да достави образложено позитивно или негативно мислење. Малку подолу, во ставот 7, се пропишува дека тоа мислење владата задолжително го доставува до собранието, заедно со предлогот за разрешување. Прашањето за $1.000.000 тука е: дали владата мора да добие позитивно мислење од Советот за јавни обвинители за постапката за предвремено разрешување на државниот јавен обвинител да продолжи до собранието? И следствено на тоа, што ако добие негативно мислење од Советот? И ова прашање го упативме до истите институции, Советот на јавни обвинители и владата. Владината портпаролка во настапот кој од Илинденска 2 ни го посочија како одговор на нашите прашања, само кажа дека ќе бараат мислење. Владата го задолжи Министерството за правда да достави предлог за разрешување на јавниот обвинител, кој пак владата ќе го достави до Советот за јавни обвинители, од каде согласно законските одредби потребно е да се добие мислење. Од Советот на јавни обвинители не добивме одговор, а такво прашање не и беше поставено на председателката по последната седница. Може само да се предпостави дека воздржаноста и од владината портпаролка и од Советот на јавни обвинители се должи на одредбите во Законот за јавното обвинителство. Таму не е изрично пропишано дека Советот мора да даде позитивно мислење на владината иницијатива за да продолжи предвременото разрешување на државниот јавен обвинител. Но,
Дали духот на законот имплицира такво нешто? Затоа што при изборот на државен јавен обвинител, владата бира само од кандидатите за кои Советот дал позитивно мислење. Во членот 64, став 6 се пропишува: Ако Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија не даде позитивно мислење за ниту еден од пријавените кандидати, владата на Република Северна Македонија не може да утврди предлог за именување на јавен обвинител на Република Северна Македонија и ќе му предложи на собранието да го повтори огласот. И покрај тоа, министерот за правда веќе побрза да каже: Ако Советот на јавни обвинители даде негативно мислење за предлогот за разрешување на обвинителот Коцевски, тоа нема да значи дека постапката е завршена. Уште подециден беше подпредседателот на собранието Антонио Милошовски, кој е пратеник од владеачката ВМРО ДПМН. Советот на обвинители ќе видиме какво мислење ќе даде, со поглед на самиот состав натре не би ме изненадило да даде и негативно мислење, но не би преюдицирал. Јас тоа што можам да го забележам од разговор со пратениците во собранието и од коалицијата Вреди и од партијата Знам и од ВМРО ДПМН, ценам дека обвинителот ќе биде разрешен со многу големо мнозинство заради несовесно исполнување на своите професионални обврски. На почетокот на седмицава гостин во 360 степени беше председателот на собранието Африм Гаши. Го прашавме дали ако стигне иницијатива за разрешување на Коцевски, но со негативно мислење од Советот, ќе ја смета за уредба. Прво, јас сум обврзан како председател на собрание да работам по деловник и закон за собрание и устав. Ако до нас дојде иницијатива која е предложена од владата, најверојатно ќе треба уште еднаш подетално да видиме, но ние се носиме со процедурите кои ги имаме. Значи, потоа дали, например, ако се изгласа тоа и некој се повика на уставноста, тогаш уставниот суд е надлежен да цени дали собранието постапило согласно уставот и законот. Ние не цениме уставност, уредност, да. И уредност во процедурата. Ако владата ни достави уреден предлог кој ги исполнува нашите критериуми за работа во собранието согласно деловникот, ние тоа ќе го ставиме во процедура. Но мислам дека го разбирате, прашањето е принципиелно базирано на некои од законските решенија. Мене ми е јасно дека е многу добро што со новата промена што беше во 2020 година за избор и разрешување на јавниот обвинител се додаде уште таа компонента значи има 3 компоненти на избор и разрешување. И не случајно. Значи не случајно. И не случајно за да не може толку лесно и брзо да се менува обвинител. Токму така јас се согласувам потполно дека треба да тежнееме кон тоа. За оние што заборавиле, Лјупчо Коцевски е првиот државен обвинител кој беше избран по новиот закон за јавно обвинителство од 2020 година. Тој закон требаше да ја зајакне независноста на функцијата и да ја прекине праксата штом дојде нова власт да го смени јавниот обвинител. Со претходните законски решенија беа менувани Марко Зврлевски, Александар Прчевски и Ставре Джиков во последниве 20 години. Се тече, но во случаите со државните обвинители како да не се менува. Продолжуваме со емисијата. Во очекување да почне да се применува намерата на владата за обележување на државните возила со таблички во црвено-жолта боја, на граѓаните им поставивме серија прашања на оваа тема. Да видиме какви одговори добивме. На сите ми е јасно, на сите краји знаат дека тие возила се злоупотребуваат. За приватни лични цени и паркирани пред своите станови. И премногу возила има службени, тоа сум сигурен. Се користат и за една и за друга работа, меѓутоа тие возила се службени само за службени патувања. Па не ги познаваме кои се државните возила. Значи треба да имат некое одбележување, можеби па тогаш би знаеле кои се и така. Јас ја поддржувам таа идеја. Апсолутно.
се слагам затоа што многу се злоупотребуваат. Да, црвена боја, препознатлива. Апсолутно во социјализмот имаше таква пракса, односно тие таблички беа црвени. И знам дека тоа се укина, ама мислам дека помага. Да, поддржуваме. Ако не ги почитуваат правилата функционерите кои ги користат, и тие таблички нема да бидат корисни. Па сигурно полесно ќе ги препознаат, ќе знаат дека се тоа државни возила. Во функција на транспарентност, секој граѓанин ќе може да тоа го види, го идентификува. Мислам дека би полесно би ги препознавале. Возилото кое се користи, ако го најдеш на место каде што не му е, тогаш и тоа не му е место, не е употребено за работа. Потхитно да се направи таква институција, за да може да се пријавуваат, а не да се злоупотребуваат. Треба. И бројот да биде јавен преку јавни гласила. Па треба негде да се пријават, а сега дали би тоа било институција или полиција или не знам, или пак некоја агенција сосема друга. Да, секако дека би било добро да има таква институција. Мислим дека треба да има институција, по моје треба, ама денес какво е време кај нас, мислам дека тоа нема да функционира. Секој орган кој има службено возило има и одговорност. Значи, некој од луѓето кои ги издаваат дозволите за службени возила треба да води сметка. Граѓаните не се тие што треба да пријавуваат. Што да пријавам? Дека некој го злоупотребил, ја треба да пријавам. Па секој ден имат, треба, кога ќе излезеш на улица, секој што ќе го видиш тамо кај што нема место да го пријавиш. Апсурдно. Да, јас сум од тие што пријавувам. Сигурно. Сигурно ги пријави. Апсолутно со задоволство би се размислувал воопшто, бидејќи јас исто потекнувам од државните органи, така тоа го осудувам. Секогаш би пријавил. Би пријавил секако. Секако, би пријавил. Да се замени од раководното место. Да му се одземе да иде пешке. Помислам дека тој функционер не треба функционер, треба хитно да се санкционира и да напусти функцијата. Да отстапи од местото кое го држи до тој момент. Ако таков функционер го злоупотребува возилото, тој не е достоен да има и функцијата. Да му се одземе возилото или некако на неки начин има разни можности за да му се одземе. Не може, например, со својата возило, со службеното возило да користи приватно на државниот буџет, ипак тоа граѓаните плаќаат, ипак све ми е од нашиот джеп, од наш буџет иде се тоа. Луѓето со попреченост ги немало во онлайн рекламирањето за ланските избори, кои инаку се плаќа со државни пари. Не биле доволно застапени и во политичката дебата и медиумското покривање. Кога пак тоа се случувало, некој друг зборувал во нивно име, а не самите тие. Ова се нодите од анализата на оваа тема, која е повод за сторијата на Зоран Јовановски. Пред 4 години, по локалните избори во 2021, Арбреша Вљаши стана председателка на Советот на општина Струга. Физичката попреченост не ја спречи да дојде на оваа функција. Во овој процес јас мислам дека дадов максимумот да ги застапам и да кажам примерок дека ако му се дадат можност на лицата со попреченост ќе бидат еднакви и со сите други граѓани кои сакат да бидат и да придонесат во развој на македонското општество. Сепак смета дека нејзиниот пример е вистинска реткост и дека луѓето со попреченост и натаму се политички маргиналци. Во програмите политичките партии навистина треба да измислат модел на инклузивност и реално во она програма на победничката партија да може да се спроведе во текот на 4 години. Но не знам колку сте имале можност или тоа
Во последните парламентарни избори, јас мислам дека во програмата беа многу, ни една страница немаше за тој дел, дека начинот како ќе се направи ова инклузија со лицата со попреченост. Нејзиното искуство покажало дека во државава толку малку се води сметка за пристапноста на објектите и начинот на организирање на настаните, што е речиси невозможно кандидат со попреченост да се носи со динамиката на една изборна кампања. Некогаш ќе мислиш дека ти им пречуваш на динамиката, дека ти не можеш да бидеш толку брз колку оние. И така што најверојатно на индиректен начин се поставуваш на неповолна позиција дека сметаш дека ти можда не си во тоа ниво што треба да бидеш дел од политиката. Но, вели, општеството се развива од незадоволните луѓе. Мора да бидат поактивни и мора да бидат да се организират и да бидат многу појасни и конкретни на тоа што сакаат. Никогаш да не се задоволнат со личниот, ајде да речам, профит или позиција, бидејќи како единка во овој момент не може да го пробијат овој стереотип или препреки што се во нашето општество. Дека луѓето со попреченост биле подложени на дополнителна стереотипизација, па и дискриминација, е заклучок на длабинската анализа за кампањата и рекламирањето на интернет порталите на последните парламентарни избори. Документот го изработија Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и фондацијата Метаморфозис со поддршка од владата на Обединетото кралство. Експертите посочуваат дека лицата со попреченост ги немало во онлайн политичкото рекламирање, кое патем на партиите им го плаќа државата. Не биле доволно застапени и во политичкиот наратив и медиумскиот третман на изборните теми, а кога тоа се случувало, биле третирани како пасивни општествени чинители. Всушност, согледавме дека вообичаено за овие лица зборуваат некои трети лица. Може би се тоа представници на граѓанскиот сектор или ќе се споменат од страна на политичките актери. Меѓутоа, ретко кога им се овозможува нивниот глас навистина да дојде до израз, а со самото тоа да дојдат до израз и нивните потреби, очекувања како од политичките, така и од општествените процеси. Ранливоста на луѓето со попреченост била користена за давање ветувања за подобрување на институционалната рамка, социјалната положба и потребната инфраструктура. Можне често за нив се зборува низ призмата на нивната позиција како лица на кои што им е потребна помош, кои што на некој начин треба да бидат заштитени и низ рамката на некакви ветувања. Во смисла, ќе подобриме ветување за подобрување на инфраструктурата, за полесен пристап до некакви објекти, за подобрување на медицинската заштита и така натаму. Споменувањето на нивните потреби е во ред, меѓутоа кога продолжува тоа да се прави на начин што е повторно исклучувачки, не се опфатен, не темелен, не систематичен, тогаш навистина е проблематично. Со оглед дека парите за политичкото рекламирање се обезбедуваат од државниот буџет, експертите сметаат дека политичките партии при рекламирањето и медиумското представување треба да го имаат предвид јавниот интерес. Тоа значи дека наративот треба да биде вклучувачки, а не маргинализирачки. Во делот на регулативата потребни се промени кои што ќе значат поголема интеграција и инклузија, а тоа би можело да се направи преку интервенција во Законот за финансирање на политичките партии, при што на политичките партии би им било наметнато да бидат потранспарентни во доделувањето на средствата во медиумите и во поттикнувањето на таквиот тип наративи, а и потранспарентни во однос на начинот на кој што се трошат тие средства за инклузивност во општеството. Па така, како што ќе поднесуваат извештаи редовни, како што и се очекува од овие субјекти, така да бидат отчетни и во овој дел. Па составивме листа од 3 прашања за политичките партии. Гласеа вака: зошто немавте ниту една онлайн реклама за изборите со која им се обраќате на лицата со попреченост? Како за време на последните избори покажавте дека лицата со попреченост ви се важни како гласачи? Во пресред на локалните избори, дали како партија може да ветите дека ќе ги вклучите лицата со попреченост и во рекламите и во трката за функции? Прашањата ги испративме по електронска пошта до ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и коалицијата Вреди. Дополнително се јавивме кај лицата задолжени за односи со јавноста, дека сме им испратиле прашања и дека имаат неколку дена да ни одговорат.
ништо не помогна. Не добивме повратно ниту една реченица од ниедна од партиите. Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива предлага партиите да се мотивираат за вклучување на луѓе со попреченост во изборните процеси преку измени во Законот за финансирање на политичките партии. Секоја партија би била задолжена за локалните и парламентарните избори да има на листа по 3 лица со попреченост. Ако партијата има толку лица на листите, да добива дополнителни средства од државата, кои би ги користеле наменски. Тие средства би се користеле за нивни пристапни веб страни да подготват, нивните места каде што ќе одржуваат настани, јавни настани да бидат пристапни, секако и нивните канцеларии да се пристапни, нивните материјали за кампањи да бидат според стандардите за пристапност. Предлогот предвидува и санкции. Ако која политичка партија нема застапена лица, да добива помалку 5% од досегашните средства што ги добива државата за кампањата. Но за измени на Законот за финансирање на политичките партии одлучуваат партиите во собранието. Истите од кои не добивме ниту еден одговор на прашањата за платеното политичко рекламирање и лицата со попреченост. Па, освен апелите на засегнатите, неголема форма на притисок се обврските кои партиите преку собранието веќе самите ги презеле, како Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Тука е и Европската стратегија за попреченост за периодот од 2021 до 2030 година, која важи за сите земји членки на Унијата, клуб кон кој се стреми земјава. Со овие меѓународни документи се бара државите да им ги гарантираат политичките права на лицата со попреченост и да им овозможат нивно стварување на еднаква основа со останатите граѓани. Локалните избори во Македонија треба да се одржат во октомври годинава. Часовникот отчукува за партиите и државата да покажат демократски капацитет. Во продолжение на емисијата да го видиме разговорот со Љавдрим Гега, председател на новоформираната Стопанска комора на трговци на големо и мало, претежно со прехрамбени и непрехрамбени производи, пијалоци и тутун, откако владата донесе одлука за ограничување на маржите во трговијата на големо и мало за 102 групи производи. Разговорот го води Галена Николовска-Ризвановиќ. По одлуката на владата за ограничување на маржите на околу 100 групи производи, изразивте незадоволство и побаравте итна средба со премиерот и со ресорниот министер. Кои се всушност вашите барања со оглед на тоа што владата порачаа дека пред да ја донесат одлуката веќе биле земени во предвид аргументите на трговците, особено во делот на она скалесто ограничување? Би се изразил на име осите трговци во Република Македонија. Немаме ништо против одлуките што ги носит владата, ниту против барањата од народот. Нашите предлози што ние и другите компании поголеми, и другите останати компании што сме ги предложили до владата, по нивниот состанок не се прифатени. Така што ние бараме како трговци во Република Македонија преку комората да може да се изразуваат нашите барања. Артиклите што владата ги има нас насочено се премногу 1500 артикли. Бараме уполување на бројот на артиклите. По два, бараме државата да може да ги презема во предвид трошковите од секој трговец и барем ние да се наградуваме само 5% од трошковите. И као трето, бараме да може рокот на мерките и премногу голем 2,5 месеци да биде до 1 месец. Од кој што од 22 до 21 април да опфаќат 1 месец да ги фатат двете празници. Тоа е доволно за да може да бидат задоволителни народот. Така, ниту едно од овие барања не беше разговарано, не беше прифатено? Не е прифатено ни едно од ово барање, зато бараме до председателот, бараме до премиерот да можеме да имаме прием и да ни прифати нешто од овие барања. Кога би преземале трошковите од трговците се многу големи, владата може да прати инспекторијат и да се види да трошковите на секоја
трговец на големо и на мало во нашата држава се од 12 до 15% преземечки во предвид само платите, придонесите и струјата индустрија што е многу скапа. Ако ги земе во предвид за останати други трговци што имат кирија и дел имат и кредити, би се зголемиле трошковите уште 5%. Ние као трговци не избегнуваме да им помагаме на народот. Меѓутоа не можеме да работиме со минус. Така што државата треба да ги имат во предвид да ги преземат обете, барања и од народот, па и од трговците. Дали официјално побаравте средба во владата со оглед на тоа што премиерот Мицкоски е на пат во Соединетите Американски држави? Преку медиумите е побарано, а барањето, официјалната барање, веќе го пратиме, касиме со тоа затоа што знаеме дека премиерот до 24 не е веќе тука. Една од реакциите ваши се однесуваше на тоа дека во пракса одлуката би значила фаворизирање на богатите, наместо на заштита на социјално ранливите категории граѓани. Но што го темелите овој став? Па тоа е почи од вистина, затоа што од 1000 до 1500 артикли, тука владата имат офатено, пола од артиклите веќе се лукс. Кај што таа класа која што бара да се помогнет, значи не ги користи тие артикли. Тие артикли повеќе ги користат по високата класа на населението. За кои артикли зборувате, бидејќи тука се и основните производи? Брашно, ние јајца, рековме млеко. повеќе од пола или повеќе од пола. Добро, граѓаните се жалат дека цените на прехранбените производи и пијалоци станаа прескапи. И официјалната статистика те покажува раст на цените. Како според вас би можело да се надмине состојбата во која потрошувачите бараат намалени цени, а трговците се против ограничување на маржата како што одлучи и владата? Народ може да не знае, па државата одговор на тоа прашање имат. После епидемијата, поголемите компании и трговци во светот направи глобализација на одредени артикли суровини кои што зависат сите производители. Веќе последниве години, секоја година има поскапување на сите цени во глобала во светот, не само кај нас во Македонија. Па со глобализација на цените, производителите се принудени да ги зголемат цените. И така што поскапувањето на цените веќе го имаме во цел свет, не само во Македонија. Видете, тврдењата на власта се дека малопродажните цени се високи не поради високата цена на откуп или поради увозот, туку токму поради маржите од трговците. Анализата, например, на Државниот пазарен инспекторат, која споменува и заменик министерот за економија на пресконференцијата, покажала дека трговците пресметуваат бруто профитна маржа на основните прехранбени производи во висина вели од 20 до 25% за трговија на мало и од 20 до 50% на трговијата на големо. Ова сепак се големи маржи, како ги објаснувате? Види, тоа можеме да му објасниме и на државата и на народот. Значи, државата пак се врачаме, нека направи анализа на трошковите. По завршна сметка може се види секоја компанија колку има профит. Ниједна компанија на прехранбени производи не може да имат профит повеќе од 1 до 10%. Се друго е трошок. Што значи? Ние бараме само државата нека прави анкета со инспекторијатот во пазарот, нека види колку се трошковите од трговците, од трошковите нека не градуваат само 5% да имаме маржа, ништо повеќе. По тоа не можеме да одредиме дека не одиме со големи маржи. Само во тоа ќе го вериме и државата и народот. Не може државата да викат ти ќе работиш со 5% и 10%. Кај се трошковите? Значи, ние треба во околните случаи да работиме со минус. Значи, би го помогнале и владата и народот, ама нема да работиме со чар, ама немој да работиме со минус. Добро, а големите профити што ги пријавуваат, особено да речеме големите синџири на маркети, не се тие показател дека има простор за намалување на маржата? Сега, големите компании, добавувачите имат одредени поголеми работи некои од таквите компании. Ние, као средни трговци, кај што ние ја имаме формирано комората, маржите се одредени и не можеме да одбегнуваме и маржите нема да бидат не се толку големи профитабилни колку што веќе народ го слуша на телевизија. Ние, као трговци во цела Република на Македонија,
имаме приход годишно од 45 милиони евра. А една банка само првите 9 месеци имат 82 милиони евра. Ако ги преземем уште 3 други месеци, се на 100.000 евра. Сега, кои се по-профитабилни? Кој да се поголемчар? Банките или трговците за прехранбени производи? И во тие 45 милиони евра, ние како супермаркети немаме ни 10 милиони евра. Не учествуваме ни 10% од профитот на една банка, а учествуваме само како во 1% од сите банки во државата. Добро, од власта, знаете како велат дека за некои од вашите предлози како да се дојде до пониски цени, не ви е потребна одлука од влада, значи тоа би можело да се направи во секој момент и од страна на самите трговци. Па види, досега владата веќе 4 години сите овие мерки ги преземат сама како одлука, без да бидеме ние да учествуваме во седница и да може да ги гледаме правата од обете страни и ризикот и правата. Значи, ние не сме досега преземени во ниедна седница за да можеме да ги бараме и нашите ризици што ние ги нанесуваме. Со ова владата што веќе го преземат, ако нема измени во нашите барања, знаете, за многу краток рок, до завршувањето на мерките, многу продавници ќе бидат затворени, многу работници ќе бидат без работа. Ние, као Стопанска комора, значи го почнавме со 790 продавници. За 10 дена постигнавме значи, на 1080 продавници денеска, во кој што секоја продавница просек од 6 вработени, 2 газди, има 8 вработени. Значи има цифра негде од близу 9000 вработени. Тие 9000 вработени и ние као трговци во Република Македонија и носиме придонеси, имаме главен удел во придонесот, на даношниот придонес во државата, а има плюс и голем вработување на луѓе во државата. Така што ние носиме од нас со насите придонеси, даношни придонеси. Значи, ако имаме 10.000 денеска, ние за месец дена кај се да ни се приклучат и уште 1000 други мали продавници. Како што го има ние овој проблем, нивниот проблем е уште поголем од нашиот. Само немат, не се стигнати до сега до информации за да може да се придружат самите. Во јавноста, владата и народот као слика не представуваат да поскапувањето на цените не идет од набувачите и производителите, туку идет од нашите трговците. Таа слика, јас ќе искажам многу кратко, значи, ние како трговци на супермаркети, ние сме само сервис на извршување на работава и као пошта. Ја земе робата од набувачите и му го продаваме на купувачите. Ние цената ја градиме врз основа на таа цена што набувачите и производувачите ќе го дават према нас. И да би сакале ние да одиме со повисоки цени, не можеме, затоа што конкуренцијата е многу голема, дури во многу случаеви оиме со набавна цена, да не викаме и во минус, за да можеме да обстанеме од конкуренциите што не заобкружуваат на около. Ви благодарам. Ни остана уште саботажата, да ја видиме. Чернодрински никако да се врати дома, ама и да дојде, има што да види. Веројатно би побарал театарот веднаш да го повлече неговото име од својот наслов, бидејќи не само што не е достоинствено, туку е и срамота да биде наречен по великанот. Со секоја промена политичка гарнитура во нашава држава, секој пат добиваме ветување или сме на листата на било која политичка партија дека Прилеп конечно ќе добие нова театарска зграда. Па од толку многу театри што ни изградивте, не знаеме во кој поправо да се вселиме. Ветувањата на политичарите се само обична глума. Како и секогаш се прават добри сценарија, се делат улоги и се преземаат секакви обврски, за потоа се да остане само на збор, без никаква реализација.
И досега знам дека и командиров, нели вика, они превземале и ние превземаме, оно имаше една тој глумец српски вика шта е бре ова, вика сви поштени, мој шешир нема. Понекогаш не се работи за честност, туку за отсуство на капацитет, концентрација и знаење, оти навистина е несватливо. Ниту администрацијата, ниту комисиите, ниту советот да не разберат дека работата не се завршува со обичен копи-пейст, а уште помалку со математичка инфериорност. Копирали сме од 24-та, односно од 23-та, а требало од 24-та ти ја површи. Значи, това е повече грешка, има и друга грешка и при собиранието тамо на сумите. Накрая се... Значи не е соберено како треба. Никој не е видел, контрола имало и вие, и комисија, и се. Никој не е видел и ние не сме видели. Но од време на време се прави обиди за политичка манипулација и тоа за работи кои се видливи, ама без брз и вешт факт-чекинг. Останува да се лизне, како алтернативна вистина. Па ајде да го провериме и тротоарот во Валандово, кој што има лизгави плочки, каде што еден куп од граѓаните реагираат за тоа. Јас ќе ве прашам кога последен пат сте поминале низ тротоарите на споменатите кои што ги споменавте во општина Валандово и кога последен пат сте имали инцидент, односно сте паднале на истите тие плочници. Ако може да ни кажете, ако не ќе побараме информација од здравствен дом Валандово, дали имате некои сериозни повреди поради тоа. Авансирајќи за следната градоначалничка трка, секој од кандидатите се обидува да се представи во што подобро светло. Па нападот е недоброто оружје што се користи. Особено ако во контекст се стават можните опоненти. Ќе никнало зграда, јас не сум некој градоначалник од центар или од друга општина кај што пожар па никне зграда. И на крајот за тие што палат пожари. Добро, Никола, ајде со тебе не може да се разбере човек, само популизам продаваш тука. На ниједна комисија не се појавил. Забелешката би можела да се однесува и на човекот кој што дели лекции од далеко. Па наместо посочениот, коментарот упатен кон еден Никола би можел да важи и за унгарскиот истомисленик. Овде ви велам пријатно и благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме в понеделник од 20:15.